Во медиумите на СДС помпезно одек на веста овие денови дека министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и членови на највисокото раководство на СДСМ ја посетија типската населба Тризла. А прашуваме, ветивте ли нешто и дали ветивте подобар живот? Никогаш досега не сте направиле ништо со што би го подобриле животот на сограѓаните роми и на жителите на оваа населба. Единствено доаѓате пред секои избори, се фотографирате, давате празни ветувања и се заменувате. Гледајќи на оваа населба само како на купче на гласови, потребни за изборите, а не како на сограѓани чии проблеми треба да се решаваат. Повторно ве прашуваме, ветивте ли нешто ново? Или заборавивте да кажете дека со ребалансот на буџетот скративте дел од проектите за образование, за инфраструктура, за социјала, со што би го направиле животот на овие наши сограѓани подостоинствен? Како и секогаш успеавте само невешто да обвините друг за проблемите на граѓаните, за кои вие не знаевте, не знаете и не можете да понудите решенија. Велите дека локалната власт ги заборавила и излагала, не направила ништо во изминатите 12 години. Почитувани членови на СДС, бидејќи меморијата ви е кратка, а гледаме и селективна, да ве подсетиме. Владата на ВМРО ДПМН и општина Прилеп секогаш покажувале длабока почит и вложувале во заедничкиот соживот со сограѓаните од ромска националност, особено кон граѓаните кои живеат во урбана заедница Тризла. Заедно ги делиме и решаваме проблемите. Заедно ги прославуваме празниците и почитуваме традициите и тоа никој не може да го негира, зашто повеќе пати повторена лага не може да стане вистина. Во урбаната заедница Тризла, да ве подсетиме, досега се има инвестирано многу во патната инфраструктура. Се асфалтираа улици, се инвестираше во поставување на водоводна мрежа, чешми и приклучоци, се постави канализација, тротоари, се осветлија улиците, се реконструира основното училиште Добра Јовановски и се изгради нова спортска сала. Се направи инвестиции во детската градинка Тризла, со што престојот на дечињата од оваа населба се направи попријатен. Голем број на ромски семејства успеа во изминатиот период и да ги легализираат сопствените куќи и дворишта и да станат свој на своето. Зошто премолчувате дека инфраструктура по закон може да се гради само во делови во кои се во градежен опфат, а не било каде, како што вие преюдицирате? Ова само ја покажува вашата незаинтересираност и намера да се манипулира. Благодарение на заложбите на владата на ВМРО ДПМН и општина Прилеп, активно се спроведува и проектот Декадата на ромите, преку кој се поддржуваат деца од прешколска возраст бесплатно да бидат вклучени во детските градинки, со цел подобрување и поддршка на интеграцијата во понатамошните процеси на образование. Да не заборавиме дека и со многобројните странски и домашни инвестиции, голем број на сограѓаните од оваа населба успеа и да се вработат. Еве вака се работи за подобар живот на граѓаните. Животот на сограѓаните од Тризла ќе го носите ли преку кратење на капитални проекти, неисплата на субвенции, нелогични ребаланси и фотосесии за јавност? Ова нема да ви помине, а потврдата за тоа ќе ви стигне на престојните локални избори.